Се отвори стационар за интервенции на прифатниот пункт за бегалци и мигранти во Гевгелија. Објектот се уште не е комплетен и се снабдува со потребната опрема, но ќе може да понуди повеќе здравствени услуги, од прегледи до поедноставни интервенции. Наместо да се транспортираат до амбулантите во градот, дежурните лекарски екипи на лицеместо ќе ги санираат полесните повреди на луѓето. Од Црвениот крст велат дека поради се помасовното пристигање на бегалци и мигранти, почнале да функционираат и ноќни дежурни тимови, бидејќи транспортот до северната граница се врши непречено 24 часа. Работиме сето она што пристига овдека со повреди, по потреба одиме на самата гранична линија или попатно каде што има луѓе кои што се уште не пристигнати тука и не евидентирани соодветно, со цел пружање на првата помош по проценка, првично на оние најзагрозените и потешки случаеви, доколку нема такви на мајките со деца и трудниците, а потоа на сите оние останати полесно повредени. Само за 5 часа од полноќ до 5 часот утрото границата со Македонија ја минале околу 1000 луѓе, а истиот тренд продолжува. На секои 15 минути се пуштаат помали групи од 50 луѓе и веднаш се пренесуваат до кампот, каде се издаваат потврдите, но целиот процес е релативно бавен, бидејќи се уште евиденцијата се врши рачно. Изјавите на бегалците речиси се идентични. Сите бараат слободна и безбедна земја. No, the situation is not good. That's the problem. There is IS, there is different kinds of fight between the government. That's people. There is no service. There is no electricity. There is no water. That's the problem. The people go out. Even the Syria, they're all the same. They came because the Germany provide food, provide residency. It's better. Most important is safe. Денес во Гевгелија се очекува дека ќе поминат околу 3000 мигранти и бегалци. Најголемиот дел се од Сирија, но повеќе групи пристигнаа и од Пакистан.